Зборувавте многу за сите оние предизвици кои што ги имаме, а се однесуваат на климатските промени. Какви се тие промени кои што можеби дел од нас не ги регистрираат, но се случуваат и се некаква закана за околината, но и за луѓето? Да, па јас не сакам се да го сведеме на земјоделие, меѓутоа бидејќи сте телевизија која доаѓа од земјоделски интензивен регион, би рекла, забележуваме низ нашиот 3-годишен проект, а и претходно дека работевме на клима, дека токму земјоделците се оние кои најдобро знаат како влијаат промените во климата на производството на храна, првенствено, бидејќи има се помалку вода, поради подигнувањето на глобалните температури, поради се помалку и потешко наоѓање на вода, има подолги сушни периоди, кои што секако и како влијаат на квалитетот на храната која што ја добиваме, меѓутоа и на тоа дали ќе добиеме храна или нема да добиеме производи, некакви земјоделски производи. Настрана тоа, ние кои живееме во градовите, би рекла во сите градови, не само во главниот град, можеме да почувствуваме сериозни топлотни бранови, кога имаме 4 месеци во годината со високи температури, имаме дури, ако порано сме имали 1 или 2 дена со високи температури, сега тоа знае да се задржи 30 дена во август, како што беше впрочем Милани, и ова секако влијае на здравјето на граѓаните кои живеат во градовите, бидејќи градовите имаат топлотни острови, каде нема ни сенка, ни ладовина, или се помалку има сенка и ладовина каде да се засолнат, па страдаат и луѓето кои живеат. Сакам да кажам дека влијаат подеднакво и на луѓето во урбани и на луѓето во рурални средини. Никој не е поштеден и ги гледаме се позачестено, за жал. Така е. Што можеме да направиме како поединци, но и како заедница, за да ги облажиме овие климатски промени? Постојат ли, не знам, насоки кои што граѓаните би требало да ги почитуваат и да станат свесни за нив? Да, многу ми е драго што граѓаните, што стануваат се посвесни, стануваме за ова прашање и посензитивни. Да, тоа е поради тоа што се повеќе ги чувствуваме на своја кожа, меѓутоа сами по себе, јас секогаш велам дека ние сме крајниот потрошувач. Потрошувачот и така кој има влијание на како се креираат владините политики и како и впрочем и како што се продава, како се продава. Значи, она што секој од нас индивидуално може да го направи е да создава помалку отпад, да користи помалку пластика и производи во помалку амбалажи. Најмалку што може да направиме е да се сетиме како било пред помалку од 20 години, кога ние не сме користеле воопшто пластични кесиња, туку сите сме пазареле со торби. Ова пак да стане популарно некако. И еве сега и пандемијата не научи дека кога одиме на излет може да користиме и реупотреблива амбалажа, реупотребливи танјирчиња и чаши кои што ќе ги премиваме и нема постојано да купуваме нови. Значи, индивидуалецот да штедиме енергија секако, да купуваме штедливи апарати, меѓутоа и да научиме да штедиме електричната енергија кога не сме во домот, значи да ги гасиме кога не ги употребуваме електричните апарати, со оглед на тоа дека кај нас електричната енергија доаѓа од валкан извор на енергија, а тоа е јагленот во моментов. Би рекла дека и вашиот регион како еден од регионите кои има многу сончева енергија, изобилие на сончева енергија, треба се повеќе да размислува кон искористување на сончевата енергија, односно инсталирање на фотоволтаици на крововите на индивидуалните домови каде имате можност, бидејќи ова навистина значи заштеда на долг рок за граѓаните, а представува и чист извор на електрична енергија кој не загадува.